Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешното. Еден човек беше богат и се облекуваше во порфир и свила. Имаше исто така и еден сиромах по име Лазар, кој струплив лежеше пред вратата негова. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Проблемот на социјалната поделба на луѓето трае со векови. Евангелската парабола, која ни ја раскажал Господ Исус Христос за богатиот и сиромавиот Лазар, е потврда за тоа. И пред 2000 години имало богати и сиромаси, исто како што е и денес. Тогаш многумина уживале во својот раскош, задоволувајќи ги најлуксузно своите животни потреби. Додека пак, за разлика од нив, многумина немале ни ронка леп во своите раце за да ги нахранат своите гладни усти, а да не зборуваме пак за останатите животни, најелементарни потреби. За жал, оваа состојба низ човештвото се провлекува илјадници години и прашање е дали некогаш ќе завршат ваквите социјални, класни, расни и секакви видови на поделби. Може би главната поента на оваа парабола се состои во фактот дека оној кој ужива овде на земјава, горе, каде што ќе биде вечниот живот, ќе страда. И обратно, оној кој страдал овде на земјата, горе ќе се насладува на рајските убавини. Но има уште многу важни вистини во оваа парабола, кои Господ Исус Христос сака да ни ги пренесе, а кои можеби ние и на прв поглед не можеме да ги забележиме. Пред се да обратиме внимание на фактот дека во оваа парабола Спасителот го потенцирал името на сиромавиот, кој се викал Лазар, додека пак богатиот е безимен, односно неговото име никаде во параболата не се спомнува. Тоа има длабоко значење. Секој човек има име кое е дадено од Бога. Тоа име во себе ја содржи целта на човечкото постоење, неговиот повик во себе да го востанови Божиот образ преку добродетелите. Човекот може да го реализира Божиот план, кој уште од почетокот е заклучен во неговото име. Или пак да не го реализира. Ако човекот умеел да го реализира, ако умеел да израсне во полната мера на Христовиот раст, тогаш по неговата смрт Господ ќе го сретне, ќе го препознае, ќе го повика по име, зашто на страшниот суд Он ќе ги познае сите оние кои му биле верни. Ако пак човекот не успеал да го реализира својот потенцијал, ако не го оправдал своето назначување на земјата, ако не израснал до онаа мера до која бил должен да израсне, ако не живеел според Божите заповеди, тогаш во идниот живот тој ќе премине како безимен. На таквите луѓе Господ им говори дека не ги познава. Токму затоа во параболата за богатиот и сиромавиот Лазар, едниот е повикан по име, а другиот не. Од причини што едниот го исполнил своето назначување, а другиот не. Можеби ќе се запрашаме, зарем назначувањето на Лазар се состоело во тоа што тој бил беден и безкорисно лежал пред вратите на богатиот? Апсолутно не. Неговото назначување се состоело во постојано благодарење на Бога за се и постојано трпење на страдањата преку смирение. Бедотијата и отфрленоста од повисокиот и побогатиот социјален слој за него биле крст, кој безропотно го носел до крајот на животот. И кога претешкиот и престрадалнички живот завршил, Господ
го признал за свој верен слуга, кој го исполнил своето животно назначување. Да обрнеме внимание уште на еден факт, за кој се говори во параболата, што се случило со богатиот по неговата смрт. Додека бил богат, тој се облекувал во порфира и во свила. Секој ден се веселел и живеел раскошно, не забележувајќи ги луѓето кои имале потреба од неговата помош и кои тој можел да ги израдува дури со трошките од својата трпеза. Тој не го забележувал дури ни Лазар, кој лежал пред прагот на неговата порта. Но, ете богатиот преминува во другиот свет и целата перспектива на неговиот живот се менува и целиот негов видик станува поинаков. Тој веднаш сваќа дека сега се наоѓа во пеколните маки. Го гледа праотецот Авраам и го препознава, го гледа и сиромавиот, па него го препознава дури и по неговото име, па почнува да се обраќа со молитва кон Бога. Сето тоа ни говори дека перспективата преку која ние ги гледаме работите кои се случуваат овде, при преминувањето во вечноста во целост ќе се изменат. Оние кои овде на земјата празнували и се веселеле, можно е таму, во вечниот живот, да се најдат во маки. Оние кои овде не ги забележувале човечките страдања и маки, како и потребите на своите ближни, таму со сигурност ќе ги забележат и јасно ќе ги видат, но за помош веќе ќе биде доцна. Па тие нема да можат да си помогнат ниту себе си, ниту на ближните. Според тоа, нашата задача се состои во тоа што ние треба уште овде, на земјава, да го наблюдуваме целиот живот од перспектива на вечноста, при тоа размислувајќи не само за себе, туку и за ближните, па во идниот век да не се случи со нас истото она што се случило и со богатиот. Денес да размислуваме и за природата на пеколните маки за кои се говори во параболата. Наоѓајќи се во пеколот во маки, богатиот морал да му се дозволи на Лазар да го накваси својот прст во водата и да го разлади неговиот јазик. Каква вистина и реалност е скриена зад овие зборови? Зашто овде станува збор? Преподобниот Исак Сирин говорил дека пеколните мачења представуваат покаяние на човекот за оние добри дела кои не ги направил, а можел како и за оние гревови кои ги направил, но никогаш за нив не се покаја. Но покаянието во идниот живот е бесплодно, зашто тоа веќе не може да му помогне на човекот. Во идниот живот нам ни е одземена можноста да ги поправиме своите гревови преку добри дела. Имено, токму тоа бесплодно покаяние ја символизира неизгасливата жед која ја чувствувал богатиот. Можност да принесеме покаяние дадена ни е само на земјава. Крајниот епилог на параболата ни говори дека начинот како ние живееме овде и каков однос имаме кон нашите ближни ја одлучува нашата состојба во вечноста. Може би на многумина им изгледа чудно и несватливо се во ова, па некои ќе си постават прашање од типот: каква врска имаат пеколните маки со Божјата милосердност? Никаква. Но пеколните маки имаат длабока и нераскинлива врска со нашата бездушност, немилосердност, тврдоглавост, себељубивост, со нашата неспособност и несакање да се оди по патот кој Бог ни го покажал, па според тоа виновници за пеколните маки кои можат да не снајдат, можеме да бидеме само ние и никој друг. Затоа,
да постапуваме безусловно онака како што ни заповедал Христос, да им помагаме на сите наши ближни кои се наоѓаат во маки и страдања, да се одзиваме на нивниот повик, да подадеме кон нивната испружена рака, да поделиме со гладните и жедните. Тоа е единствениот пат кој води во прегратките Авраамови, во Царството Небесно. Сите останати патишта се погибел. Ако ние немаме материјално богатство со кое можеме да ги задоволиме потребите на оние околу нас, ние, како православни христијани, имаме друго, нематеријално и непропадливо богатство. Ние го познаваме Бога, го познаваме Христа. Нам ни е откриено Неговото Евангелие. Нам ни се дадени светите тајни. Во нас пребива Неговата благодат. А Светата Црква е вдахновена од Светиот Дух. Според тоа, ние никогаш немаме право да останеме рамнодушни, зачаурени и нарцисоидни. При сето ова богатство кое го имаме и кое Господ Бог штедро ни го дава, покрај нас живеат и лјадници прегладнети за вечната вистина и евангелскиот збор, па и најмалата трошка од нашата трпеза за нив би била вистинско богатство, а ние не сакаме и од тоа да дадеме. Православието не е наша приватна собственост. Верата не ни припаѓа само нам. Ние сме должни од таа вистина да подадеме на сите кои имаат потреба од неа, а ќе им подадеме кога ќе ги утешиме со некој добар и спасителен збор, кога ќе се помолиме заеднички за нивните потреби, кога ќе им подадеме убава душеспасителна книга, зашто сето тоа се трошки од нашата трпеза, кои многумина ги очекуваат пред прагот на нашите порти. Трошки кои имаат животворна сила и кои имаат таква способност да ги воскреснат нивните напатени души и да ги упатат кон вечниот живот. Амин.